إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije birni Allahi ta'ala će продолжimo što do novo poglavlje ova izvanredna knjiga, a to je, kako će veliti avtor od šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bab ma jaa fi at-taghlidhi fi man abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idha 'abadah. Veliti avtor od rahimahullah poglavljeto zakanata za onije luge koji go obožavaат Allah subhanahu wa ta'ala ka jedan grob od jedan dobar čovek. A kako je zakanata za onije koji go obožavaat toj mrtvi čovek? Znači zakanata za onije luge koji obožavaat Allah subhanahu wa ta'ala no ka jedan grob od čovek što bil dobar. A kako je тогаш кога тој би го обожавал тој гроб, значи тој мртов тукашта? И во минатото поглавие учевме, значи, дека авторот рахимахуллах велит причината зошто синовите на Адам алейхи салату вассалам, значи луѓето, инсанот, паднале во ширк и во куфр, е, значи, нивното претерување и изминување на границите во врска со добрите луѓе, во врска со богобојазливите луѓе. И ова поглавие, значи, е поврзано со претходното. Значи, е поврзано со претходното, зошто обожавањето на Аллах субханаху ва таала кај тие гробишта станува, значи, пат што човекот може да паднета во ширк и да биде, значи, измамен. Да биде, значи, измамен. И затоа велит шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах дека во ова поглавие ќе ги учиме неколку хадиси што разбираме од тие хадиси дека пекамберот алейхи салату вассалам бил врвно загрижен за неговиот уммет да ги предупредуваат од ширкот, но исто и од оние, значи, патиштата што ги носат луѓето во ширк. И тоа е, значи, неговата милост. Неговата милост према овај уммет да пекамберот алейхи салату вассалам ги предупредувал и од време над време, значи, ова работа е напомнувал, значи, и ги предупредувал зошто овие работи се како врати што може човекот, значи, да го онесат, значи, во голем ширк, и така, значи, тој да изгуби неговата вера, и затоа, значи, не му е дозволено на човекот да го земат едно место на еден гроб во кое место тој ќе го обожават Аллах субханаху ва таала. Зошто, значи? Зошто луѓето, значи, можат тој самиот исто, а и другите што го гледаат него, ќе го земат можат за пример и така тој, значи, тој себе си или другите што ќе го видат, може да биде причина да паднат во ширк. Да мислат дека тој со тој ибаде тука, го обожава тој мртвиот и така после да речат нека тој е добар човек, знаен човек, читан човек, така и ти да појдат и после му се моля на тој мртов човек, а кој бил причина? Оној значи кој значи се го извршувал ибадето, значи во близина на тие гробишта,
И дел, вели шейх Салих ал-Шейх, хафидахуллах, од значи од овеличувањето на тие гробишта и причина што може да биде за луѓето да паднат во ширк е осветлувањето на тие гробишта. Значи, луѓе имат што се муслимани, но некои гробови значи ги осветлуваат, значи, и така може да биде причина за други после да речат тие дека овај гроб е осветлен, поради тој има некоја позиција, има некоја вредност и така значи така почнуваат да бараат берикет и да ги обожаваат и да бараат значи од нив значи не само помош и работи значи да им се исполнат како давање на деца, други работи исто значи колат курбани за нив, значи курбан правит за нив и така натаму. Затоа значи во ова ќе видиме многу јасно дека пекамберот алейхи селату ва селам сите овие работи ги забранил. И велит авторот рахимахуллах, дека е пренесено од Аиша радијаллаху анха дека Уму Салама радијаллаху анха исто е така сопруга од пекамберот алейхи селату ва селам, ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو عبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خلق عند الله. Уму Салама радијаллаху анха кога направи хиџрет, значи за Хабеша, кога направи хиџрет со нејзиниот значи сопруг Ебу Салама радијаллаху анха, кога замина значи за Хабеша, таму забележаат дека беа тие христијани во Хабеша, повеќето, забележаат дека во нивните цркви имаше икони, имаше слики, кои тие значи ги овеличуваа и ги обожаваа. Тогаш, кога го слушна тоа пекамберот алейхи селату ва селам, му одговори причината зошто тоа го прават, а тоа е дека кога ќе умри некој добар човек во нивната средина, тогаш тие изградуваат на неговиот гроб. Значи, изградуваат како место на неговиот гроб и го земаат тоа место за намаз. Значи, го одредуваат да тоа место каде е закопан тој добар човек, тој богобојазлив човек, да тоа место да биде наречено само за ибадет, за намаз. И околу тоа место исто прават тие икони, прават тие слики. Зошто? За да се посетуваат на тој човек и така да мислат дека тие ќе бидат добри, богобојазливи луѓе. Ова што го прават, значи ова дело што го прават овие луѓе, значи христијаните, за нив велит и исто важи ова и за оние муслимани, значи што го прават. Се оваа предупреда не е само за христијаните, исто и за оние кои го прават истото нешто. Велит пекамберот алейхи селату васелам, улаике ширарул халк инда Аллах. Тие се најлошите створенија кај Аллах субханаху ва таала. Најлошите, не најдобрите. Не најдобрите, најлошите. Ова го рекол пекамберот алейхи селату васелам. Значи, оние кои изградуваат на гробиштата, ги креваат гробиштата над земја, колку што не треби, прават тука мермери, прават работи, тоа влагат во овај дел. Ставаат тука слики на тој гробот, што бил тој, бил молер, бил доктор, бил пејач, бил музичар, не знам што, сликата на него ја се сечаваат на тој каков бил, што бил. За нив вели пекамберот алейхи селату васелам, тие се најлошите створенија. Кај кого? Кај Аллах субханаху ва таала. Зошто? Зошто овие работи се пат кој го водат човекот да падне во ширк. Значи, пат кој го водат човекот да падне во ширк. Ти може би си го направил тоа и си умрал.
Ти си направил тој гробот, си направил тие слики, тие икони, си умрал. Идат после тебе 100 години луѓе и го обожаваат тој гроб, а ти си причина. Ти имаш за тоа дури да постои тој гроб, гребови земаш. Ќе дојдеш на судниот ден, тониш во гребови. Зошто ти си бил причина? Ти си бил причина, затоа значи треба да бидеме пазливи и да знаеме значи што е дозволено и што не е дозволено. Вели авторот шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахмахуллах дека овие луѓе кои прават ова, значи прават икони и прават исто значи околу гробовите ги креваат над земја, вели авторот рахмахуллах фахулаике джамау бейна фитнетейн. Значи оние луѓе споиле меѓу две фитнина. Фитнетул кубур, фитнето значи искушението на гробовите, тие се доволно значи искушение опасно за човекот кој може да пани во ширк. Уа фитнету темафил и искушението на иконите. Значи ова го прави работата уште поопасна. И уште полоша што мој човекот значи да падне значи во ширк. Кога тој го гледа тој гроб и тој овеличење, изградење и не само тоа, туку гледат во близина на тој гроб исто икони. Тогаш значи работата е уште поопасна. Уште поопасна и затоа значи треба да пазиме. Вели шейх Усаймин рахмахуллах, зошто ги опишува тука пекамберот алейхи салату вассалам дека тие се најлошите створенија кај Аллах субханаху ва таала, зошто тие прават дела кои се пат што водат во куфр и во ширк. И тоа е, значи ширкот, најголема неправда. Значи ширкот е значи најголема неправда. Значи не е најголема неправда другите огромни гребови, зашто како што вели шейх Салих ал-Фаузан хафизахуллах, повеќето од муслиманите поради неразбирањето нивно на верата и на теохидот, кога ќе ги прашаш кои се најголеми гребови, значи спомнуваат кражба, блуд, камата и така натаму. Да, и ние се согласуваме дека тие се големи гребови, но најголемиот греб е ширкот. И ширкот е скришен. И затоа сахаба ридвануллахи алейхим има страф од онја што е тајниот скришниот ширк, што може би ти да паднеш во него и не си свесен дека си паднат. И си живиш. Со тој ширк си живиш и си мислиш дека ти си многу добар муслиман. Но кај Аллах джелешану ти си мушрик. И на судниот ден завршува човекот за секојаш во џехенем. Значи, зашто кога човекот умира со ширк, и затоа треба да се прави човекот да се испитува себе си, да си прави обрачун со себе си, и скришниот ширк, како што велат алимите, може би кога правиш во прв поглед обрачун со себе си, нема да го препознаеш. Што значи? Треба неколку пати и да правиш со око, со оштро око, не со око на милост. Не со око значи на милост. Ако правиш со око на милост, и ширкот и куфрот ќе ти изгледа тебе како теохид и како иман. И накрај ти си чист, велиш. Но на судниот ден излагаш пред Аллах субханаху ва таала и имаш со тебе ширк голем, што те изфрлил од верата. Што те изфрлил значи од верата. Баракаллаху фикум. Исто тука, вели шейх Усаймин рахимахуллах, фитнатул кубур, значи фитнето на искушението на гробовите, зошто? Тие на тие гробови направиле место кој се клањаат, значи џами. И затоа, значи, правилото е, ако биле гробиштата пред џамијата, тогаш џамијата се уриват. Значи, ако биле гробиштата пред да дојде џамијата, значи џамијата е изградена после гробиштата, над гробиштата, тогаш џамијата се уриват. А ако била џамијата, па после се ставени внатра гробиштата, тогаш тие гробишта се ваѓаат од тука. Но да седат заедно не стоат никогаш. Значи, гробоите и џамијата не може никогаш да се споат. Зошто џамијата е за теохид, за да се обожаваат Аллах субханаху ва таала. А гробиштата се пат кои водат во ширк. И затоа, значи, ако има важност гробиштата во исламот, Аллах субханаху ва таала ќе ни објавеше нас и да ни каже
кај се гробовите на Адем алейхи селам, на Ибраим алейхи селам, на Нух алейхи селам, на Муса алейхи селату васелам и на другите пекамбери. Ги знаеме, не ги знаеме. Зошто немаат важност? Зошто? Ти треба да бидеш на патот од нив, не да ги бараш нивните гробишта. Ако имаше важност за твојата вера и важност да те приближи тебе во дженнет, ќе ги знаеше кај се тие гробишта. Но тоа нема важност за твојата вера. Дури може да биде, значи, искушение за човекот. Искушение, значи, за човекот. Значи, затоа џамиите и гробиштата не се спојуваат. Не може, значи, да ги спојуваш, зошто тие гробишта се пат кој го вода, значи, човекот, значи, во ширк. Во ширк. Исто пренесуваат други хадис, Аиша радијаллаху анха кажуваат за пекамберот алейхи салату васелам кога беше во последните негови мигови на овај дуњалог и ставаше над лицето свој еден тешкир и од време над време, значи, го тргаше. Од време над време, значи, го тргаше пешкирот и во тие моменти, во такви моменти, жестоки моменти и тешки моменти, пекамберот алейхи салату васелам велеше: Ла'натуллахи аля al-јахуди ван-насара иттахаду кубура анбијаихим месаџид. Аллаховото проклетство да биде за евреите и за христијаните. Зошто? Иттахаду кубура анбијаихим месаџид. Ги зедоа гробовите на нивните пекамбери за џами. Значи, за места на клањање. Значи, пекамберот алейхи салату васелам во овие последни мигови ги преколнуваат. Зошто ги преколнуваат? Поради нивното земање на гробовите нивните пекамбери за џами. Ова е предупредување за неговиот уммет: вие не го земајте мојот гроб за џамија и за место на клањање. Кога не е дозволено да се земаат гробовите од пекамберите за џами или да се ставаат тие гробови во џамиите внатра, тогаш гробовите на другите уште повеќе е забраната. Значи, кога не е дозволено гробовите од пекамберите и кога некој го прави тоа како евреите и христијаните, тогаш тие имаат за тоа, значи, оваа молитва да биде проклетството Аллахово над нив. Зошто? Што бил нивниот грев? Нивниот грев бил, значи, тие ги зеле гробовите на нивните пекамбери за џами. И вели Шейх Утемин рахмахуллах, овие зборови ги велел пекамберот алейхи салату васелам пред смртта. Значи, пред самата смрт. Значи, човекот кога во последните мигови во овај дуњалог, што вели? Значи, ги вели тој најважните пораки. Најважните работи што сакат да ги пренеси до неговиот уммет. Тука што имат пренесето? Што вели пекамберот алейхи салату васелам? Значи, вели да не се земит, со други зборови, да не се земи, значи, неговиот гроб за џамија. И да не се претеруваат во врска со неговиот гроб. И велит авторот рахимахуллах дека юхадзиру ма санау валаула залик убриза кабруху. Велит авторот рахимахуллах, односно Аиша радијаллаху анха, се тоа го вели пекамберот алейхи салату васелам за да предупреди тоа што го правеле тие. Значи, да не падне неговиот умет во овие работи. И ако не беше така работата, значи, ако не беше така, ако беше, значи, дозволено, тогаш ќе беше гробот од пекамберот алейхи салату васелам овеличен. Овеличен и ќе се гледаше и така натаму. Но се тоа, значи, ги имат велено за да не се случи тоа, значи, од страв, да не се случи тоа со неговиот, значи, кабур. Да не се случи тоа, значи, со кабурот од пекамберот алейхи салату вассалам.
И сахаба, велит Шейх Утемин рахимахуллах, сите беа согласени, сахаба ридвануллахи алейхим беа сите согласени да пекамберот алейхи салату вассалам да се закопат во неговата куќа. Односно, во собата на Аиша радијаллаху анха. Зошто? За да не можат луѓето да имаат допир до неговиот кабур. Да не дојде, значи да луѓето да се доближуваат до кабурот и да прават значи ширкови. Затоа значи треба да бидеме внимателни исто и денеска. Во нашата денешница има луѓе за жал кои значи трошат пари, вложуваат труд, одат во Медина и наместо му се моли на Аллах субханаху ва таала, се вртит кон кабурот од пекамберот алейхи селату вассалам, иако е надвор од џамијата некогаш, го гледа, значи киблето е таму, тој се врти на другата страна и му се моли на пекамберот алейхи селату вассалам. Му се моли на пекамберот алейхи селату вассалам. Потоа исто Джундуб ибн Абдилла радијаллаху анху пренесуваат други хадис од пекамберот алейхи селату вассалам, а тоа го слушнал тој 5 дена пред да умри пекамберот алейхи селату вассалам. А тоа е: Инни абрау ила Аллах ан јакуна ли минкум халил, фа инна Аллаха кад иттахадани халилан, кема иттахада Ибраима халила, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليل. Велит пекамберот алейхи салату вассалам, јас сум чист кај Аллах субханаху ва таала да имам за мене некој од вас за пријател, за халил. Значи ел хуллату, значи највисок степен на пријателство. Највисок степен значи на пријателство. Значи јас немам за мене никого од луѓето за значи халил, за таков вид на пријателство, што е највисок степен. Зошто вели пекамберот алейхи селату вассалам? Зошто мене ме има за мене Аллах субханаху ва таала за пријател, за халил. Како што го зеде исто Ибраим алейхи селату вассалам за халил. Но ако би зел ја некого, ако би зел вели пекамберот алейхи селату вассалам јас некого од мојот уммет за халил, тогаш ќе беше тој Абу Бакр. Значи ако би зел, значи не зел, но ако би зел, значи тогаш тој ќе беше Абу Бакр радијаллаху анху. И потоа вели пекамберот алейхи селату вассалам: Ала ва инна мен кана qaблакум кану јаттахидуна кубура анбијаихим масаџид. Навистина, оние народи, оние луѓе кои живеа пред вас, ги зема кабурите на нивните пекамбери за месаџид, за џами. Ала фала таттахиду кубура месаџид, фа инни анхакум ан залик. Но немој да ги земате вие кабурите, гробовите за џами. Јас тоа нешто ви го забранувам. Јас, значи тоа, значи земањето на гробовите за џами, ви го забранувам. Значи ви го забранувам. Значи ова е исто други хадис што го има Джундуб ибн Абдилла радијаллаху анху 5 дена. 5 дена значи пред смртот пекамберот алейхи селату вассалам го има слушнато ова предупредување. Што значи дека целиот живот, значи целиот дел од животот во повикувањето 23 години, пекамберот алейхи селату вассалам главниот фокус беше теухидот. Значи во Мека 13 години, во Медина 10 години и овде гледам Аиша радијаллаху анха вели во последните мигови предупредувањето. Овде вели Джундуб ибн Абдилла 5 дена пред да умре. Што значи? Значи нонстоп дека пекамберот алейхи селату вассалам од ова работа ги предупредувал. Што значи тоа за тебе и за мене? Дека ако ти видиш некого не повикуваат во теухид, не клават најважна работа во неговото повикување теухидот, тога знаеш дека тој не е патот на пекамберот. Многу лесно. Ама ти си глупчо. Значи многу лесно е. Многу лесно е. Значи треба да отвориш очите, да отвориш паметот. Пекамберот алейхи селату вассалам 23 години. Тој другиот тебе 23 минути. И после ти држи дерсој како да бидеш добар маж, како да бидеш добар сопруг, како во исламот ваке, како таке. И базата гнила.
Таја базата, теохидот е базата. Ако таја база не чини, џабе ти добар сопруг, добар комшија, добар работник, добар ваков, џабе тоа. Базата не чини тоа. Значи ти треба да гледаш дали луѓето се на патот од пекамберот. Како гледаш? Гледате пекамберот? Значи овие се хадиси во Бухари и во Муслим. Не се хадиси измислени. Што кажуваат јасно, значи, пекамберот во постелата на смртта предупредува, значи, од ширкот. Зошто? Зашто тие гробови водат во ширк. Во Мека 13 години, истото така, повикување во теохид, предупредување од ширкот. Што значи, тоа треба да биде главен дел во даветот. Базата на сите бази е, вели шех Фаузан хафидахуллах. Работата на теохидот. Ако таа база на сите бази не е во ред, ти џабе другите работи ги правиш. Или покушуваш да ги правиш. Значи и теохидот не се разбира за на вечер и за на година. И за месец. Зошто овде пекамберот алейхи селату вассалам 23 години. 23 години. Кој беше тој што го слушаше пекамберот алейхи селату вассалам? Луѓето што има најдобро разбирање. Неговите асхаби. И пак 23 години. А денес што велат многуте луѓе за теохидот малце време, немаме многу време за теохид, ќе правиме други работи, значи што се поинтересни, што се актуални. Зашто овие работи во врска со гробој, во врска со турбиња, во врска со икони, овие се стари работи. Овие немаат сега реалност. Овие сега немаат значи реалност. Но важно е ти да видиш значи дали си на патот од пекамберот алейхи селату вассалам, а не дали си на патот во актуалните настани. И вели шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, фақад наха анху фи ахири хаятихи. Thumma иннаху ла'ана мен фа'алаху. Вели шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека ова работа е забранил пекамберот алейхи селату вассалам во последниот дел од неговиот живот. И исто ги преколнал оние кои го прават тоа нешто. Ги преколнал, значи, оние луѓе кои го прават, значи, тоа нешто, зошто од страв. Од страв, значи, од страфа да не се случи тоа нешто со неговиот кабур. И вели шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, сахаба во никој случај, во никаков случај нема да изградат џамија на неговиот кабур. Но овде е целта да не се земи, значи, тоа место како место за клањање. Значи, не само да видиш и џамија да биде крената, не. И ако земат луѓето место, значи, кога да одат тие да извршуваат ибадети, тогаш, значи, биди предупреден. Тоа е оваа закана што се најдува во овие хадиси. Значи, кога одат луѓето, го земаат, значи, го маркираат тоа место, значи, за некои ибадети. Дали е тоа намаз, дали е тоа молитва, дали е тоа правење курбан и слични работи. Значи, влагат, значи, во ова забрана. И исто, значи, џематут Теблиг, што имаат, значи, нивниот корен од Индија, тие во Индија, значи, кај што одат таму, во нивната главна џамија, среде џамијата е кабурот од нивниот шејх, што има то формиран овај џемаат. Значи, ти сега види, не прашувај никого, прашај се сам себе си и моли му се на Аллах џелешано да дај тебе упатство. Пекамберот предупредува да се земаат џамиите за гробови. Сега ти гледаш, таму слушаш, имат луѓе што виделе со нивни очи, кабурот е среде в џамија. Ти готово, значи знаеш дека овие не се на патот од пекамберот алейхи селату вассалам. Зошто го прават спротивното од тоа што го предупредува пекамберот алейхи селату вассалам. Значи ти малце да употребиш логиката, ќе разбереш, значи, кој, како и што е. Кој, како е, значи, и што е. Зошто не значи, вели шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, не значи, да биде изградено објект па да се рачуни како вид на џамија. Значи, не значи да биде изграден објект. Туку, како што има речено пекамберот алейхи селату вассалам, џуилат лил арду месџиден
wa tahura. Мене ми е направено целата земја месџид. Што значи тоа е зборот месџид? Значи за клањање. Значи може да клањаш на целата земја. Зошто во минатите народи не смеа нивните ибадети да ги извршат освен значи во така речено во џамиите. Во куќите значи за молитви. Треба да додат значи таму. Но разликата од нас према минатите народи е да на уметот од Мухамед алейхи селату васелам му е направена целата земја значи за место за клањање. Значи кај да го фати човекот намазот, може да го клањат. Не значи да тој да мора в џамија да ојде. Значи тој е пример далеку, го фатило намазот, не мора да иде сега 50 км 60 до во џамија да го изврши намазот. Туку го извршува таму на тоа место кај се најдуваат. Значи тука подразбираме дека се викат месџид, значи она место каде човекот го нарекува за клањање, односно каде се клањат. Така значи исто за гробовите. Значи не значи тој тука на гробот да изгради цела објекта и тогаш ја срашува тоа за месџид. Не. Иако тој го зема еден одреден гроб или неколку одредени или едно место кај што имат кабури и тука извршуваат ибадети, тој го направил тоа за месџид тука. Исто во други хадис, кој го пренесуваат имам Ахмед рахимахуллах од Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху анху, дека пекамберот алейхи селату васелам велит: "Инна мин ширари наси мен тудрикухум ус-са'a ва хум ахјаун", најлошите луѓе се оние луѓе кои ќе стигнат над нив кијаметот, а тие се живи. Значи најлошите луѓе се оние кои ќе се случат кијаметот, ќе ги фатит кијаметот, а тие се живи. Значи ќе го доживат кијаметот. Тие се значи најлошите луѓе. И исто кои се од најлошите луѓе? Уеллезина јеттахидуна ал-кубура масаџид. И од најлошите луѓе се оние кои ги земаат кабурите за џами. Кои ги земаат значи кабурите за џами. Тие значи се од најлошите луѓе. Од најлошите луѓе. Значи оние кои ги достигнуваат судниот ден и исто значи оние кои ги земаат кабурите за гробови. Ги земаат значи кабурите, гробовите за џами, во кои тие се клањаат. И велит шех Салих ал-Шейх, ако човекот малце размислит, ќе видит дека оваа работа, во кој авторот рахимахуллах во ова поглавие предупредуваат, а тоа земање на гробовите за место на ибадет, дека оваа работа е многу значи расширена во муслиманските земји. Значи кои изградуваат течиња, кои изградуваат значи места, ги увеличуваат, кои извршуваат ибадети, тука имаат кабури и ги увеличуваат и ги разубавуваат и ги накитуваат. Сите овие работи значи ова докажуваат дека колку е вистинскиот ислам во значи во гурба, значи колку е туѓ значи вистинскиот ислам, значи колку е непознат. Значи луѓето, муслиманите кои велат за себе си да муслимани се, во вистина значи тие се значи во овие работи тонат и не го познаваат вистинскиот ислам. И затоа тие ги прават овие работи. И ги увеличуваат тие гробови. И ставаат осветлување на тие гробови. И ставаат слики и споменици на тие гробови. Ова докажува, значи, во каква туѓиност и непознатост се најдува, значи, вистинскиот ислам во редовите на муслиманите. Во редовите, значи, на муслиманите.
И потоа, авторот рахимахуллах ги спомнуваат меселињата, дека првото меселе е она што се спомна во врска за обожавање еден човек, обожавање на Аллах субханаху ва таала кај еден кабурот, еден добар човек, дека ова работа е забранета, иако човекот кој извршува ова дело има добар ниет. Значи тој може да рече кога ти ќе го прашаш него, зошто го правиш ти ова, тој одговара, ниетот мој е чист. Јас имам добар ниет. Ова не вреди овде, добриот ниет. Велиме, ако имаш добар ниет, тогаш отстрани се од овде. Зошто и можеби ти ќе бидеш искушение за другите што те гледаат тебе тука. И да бидеш причина за другите да паднат во ширк. Затоа значи, ако имаш вистински добар ниет, тогаш оддалечи се од ова. Значи не е доволно значи да тврди човекот за себе си дека има само добар ниет и да си продолжи значи на тој пат. Втората работа, дека е забрането да се правит икони и слики. И значи икони и слики исто и овие работи денеска што се прават со телефони. Зашто може да останат тие слики во тие телефони и после некој да ги принтират или да го најде тој телефон и да мислит овие биле некои богобојазливи луѓе и може да дојде до обожавање на тие луѓе. Може да дојде до обожавање. Кој ги правил тие слики, тој има одговорност. Кој ги правил тие слики, тој носи одговорност. Зошто во народот на Нух алейхи селату вассалам, кога се случи првиот ширк на земјата, се случи поради тие икони и слики. Зошто луѓето ги ставија тие икони и слики во нивните меджлиси? Зошто? Со цел да се подсетуваат тие на тие добри богобојазливи луѓе и така тоа бит за нив потек, мотивација за и тие да прават добри дела. Кога се заборави знаењето зошто се ставени тие икони и слики, дојде шејтанот им рече им правеше весвесе на тие други генерации што немаа знаење и познавање за тоа, им рече дека вашите татковци предци ги обожаваа овие, зошто вие све извалкани луѓе, а овие се богобојазливи чисти луѓе и души, вие не можете да му се обратите на Аллах Джелешану директно, туку му се обраќате помеѓу овие. И тогаш направија прв на земјата ширк. И се уништија себе си. Така, значи, исто треба да пазиме од тие икони и тие слики. Исто третото меселе, а тоа е вели шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, жестокото предупредување од страна на пекамберот алейхи селату вассалам во врска со овие работи. А тоа е со иконите и со земање на кабурите за џамии, за место на клањање, за место на ибадет. Значи, жестокото предупредување. И не го спречи пекамберот алейхи селату вассалам да предупредува од овие работи постелата на смртта. И пекамберот алейхи селату вассалам беше тешко искушан во постелата на смртта, што рече дека тој има болки колку за двајца. Значи, со тие такви тешки искушенија, пекамберот алейхи селату вассалам не заборави да го предупреди својот уммет да не земат неговиот кабур за место на џамија, за место на ибадет. Кога неговиот кабур забрането да се земи, тогаш што е? Значи, тој е најдобар човек, најдобар инсан што некогаш стапил на земјата. И не е дозволено неговиот кабур да се земи за место на клањање, за место на ибадет, тогаш кој други кабур не важи, не вреди. Значи ти требаш да земиш база. Таа база е дека не смеш да го земиш гробот од пекамберот алейхи селату вассалам за џамија, за место на клањање, за место на ибадет. Тогаш другите кабури смееш, уште повеќе не. Уште повеќе не вреди тоа. И велит шејх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, ова нешто го забрани пекамберот алейхи селату вассалам да се земи неговиот кабур за џамија пред да биде кабурот тука. Значи уште не беше пекамберот алейхи селату вассалам умрен. Значи не постоеше кабурот,
Пред тоа, пред да постои кабурот, ги предупреди пегамберот алейхиссалату вассалам. Ги предупреди. Петтата работа која спомнува тука авторот рахимахуллах, тоа е од законите, односно од традициите, односно од адетите на евреите и христијаните е да ги земат гробовите на нивните пекамбери за место на обожавање. Ти сега кои закони, односно кои традиции, кои адети сакаш да следиш? Сакаш да следиш законот на Аллах субхана ва таала или сакаш да следиш овие закони од џахилиетот? Значи, од законите на евреите и на христијаните, да тие ги земаат гробовите на нивните пекамбери за место на обожавање. Ти сега треба да си даш одговор сам себе, се одлучиш со кого сакаш да бидиш. Другата работа, шестата работа, вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека поради тоа што го направиле тие, значи ги зеле гробовите од пекамберите за место на обожавање, поради тоа ги имат преколнато пекамберот алейхиссалату вассалам. Ги имат преколнато пекамберот алейхиссалату вассалам. Другото меселе се поврзува со претходното, а тоа е зошто ги имат преколнато? За тоа да вредит како предупредување за неговиот уммет да не го направат тоа со неговиот кабур. Зошто ако тие го заслужиле тоа преколнување поради тие дела, тогаш ако ти го направиш, исто влагаш во таа закана. Значи спаѓаш во таа закана. Осмата работа, а таа е велит авторот рахимахуллах, причината зошто не се увеличи гробот од пекамберот алейхиссалату вассалам. Значи беше како еден вид скриен кабурот од пекамберот алейхиссалату вассалам. Зошто? Значи за да не дојде до такви работи. Да не дојде, значи, до обожавање на гробот од пекамберот алейхиссалату вассалам. Исто велит авторот рахимахуллах дека деветото меселе е што се подразбират земање гробовите за џами. Значи имат две значи објаснувања. Првото објаснување, а тоа е да се изгради вистински џамија на тој кабур. Ова е едно. А второто е да се земи тоа место тука, тој кабур или тие кабури за место на обожавање. Значи не значи само да се изгради вистински да ја гледаш ти џамијава надгробе и да речеш тогаш значи овие претерале. Не. И ако некој значи го земат кабурот како кабур место на обожавање и мисли дека тоа е место повредно и подобро и поблагосвојно, тога значи спаѓат исто тој во овие закани, од овие хадиси. И исто, значи велит авторот рахимахуллах дека пекамберот алейхиссалату вассалам ги спомна оние луѓе кои ги земаат кабурите од пекамберите или од другите луѓе исто, значи треба да сватиме кога не сме да се земаат кабурите од пекамберите за џами, тогаш тие што се под нив уште понеиче. Значи треба да разбереш ова, значи кога од најдобрите створенија забрането е, тогаш тие што се под нив не вреди уште повеќе да се земат. Значи затоа овде се спомнати пекамберите, што значи тие што се под нив ич не идат во прашање. Значи во прашање. И тука се напомнати заедно, значи, во истиот хадис, односно во истата реченица исто, дека најлошите луѓе се оние на кои ќе се случи кијаметот, а тие се живи, и оние, значи, кои ги земаат џамиите, односно кабурите, за џамии. Исто, 11-та работа, 11-то меселе, велит авторот рахимахуллах шейхул ислам, а тоа е дека пекамберот алейхиссалату вассалам, значи 5 дена пред да умрит, кога одржал еден говор, еден совет, едно предупредување, значи предупредил значи од
da ne se zema, znači kaburite, za mesto na obožavanje. Tuka velit avtor od rahimahullah, дека ова содржуваат пробивање против две заблудни секти, а тие се Рафида и Џахмија. Рафида и Џахмија. Зошто Рафида, вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахулlah, се оние луѓе, таа е таа секта што се причина да се појави во редовите на муслиманите обожавањето на кабурите. Значи, Рафида ги имат ова расширено во редовите на муслиманите. Рафида, значи, да се обожаваат и да се увеличуваат, значи, кабурите и да се гради, значи, над нив исто и да се гради над нив, значи, работи. Исто следната работа, тоа е дека пекамберот алейхи селату васлам беше почестен. Значи го почести Аллах субханаху ва таала да имат таа позиција, значи кај Аллах субханаху ва таала да биде, значи, халил, халилуллах. Халилуллах, значи, што е највисок степен, значи, на пријателство. И вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, исто тоа, значи, е највисок степен, значи, на ел-махабба, на сакање. И 115-тато меселе, а тоа е вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека во овај хадис, значи кога се спомнуваше, кога би зел некого од мојот уме, тогаш ке беше Абу Бекр ес-Сидик радијаллаху анху, дека ова е јасен аргумент дека Абу Бекр радијаллаху анху е најдобар во асхабите. Зошто вели пекамберот алейхи селату вассалам, јас не сум узел никого за халил од луѓето, зашто мене ме зеде Аллах субханаху ва таала за халил, но ако би зел јас некого од уметот мој, тогаш ќе беше Абу Бекр. Што значи, вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, ова е јасен, значи, хадис кој содржува, значи, дека Абу Бекр радијаллаху анху е најдобриот, значи, во редовите на асхабите. И последното меселе, тоа е оваа работа во врска со Абу Бекр радијаллаху анху е ишарет, е знак дека хилафетот и му припаѓа, значи, најзаслужливиот да биде, значи, Абу Бекр, да биде, значи, халифа од пекамберот алейхи селату вассалам. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.